Ако сте зависник од сладките задоволства, а сепак тоа сакате да биде нешто здраво, овој чоколаден мус ќе биде еден од рецептите кои што ќе сакате постојано да ги подготвувате. Се подготвува брзо, а неговата текстура ќе ве остави без зборови. Денешниот рецепт е подготвен со органски состојки од широкиот асортиман на ДМ биопроизводите. ДМ биопроизводите имаат природен вкус, без непотребни адитиви и имаат одржливо производство. Јас денеска се одлучив да ги искористам за да ви покажам одлично сладко задоволство – чоколаден мус со авокадо. Авокадото е идеална намирница за разни десерти. Богато е со кремаста текстура и за разлика од останатите овошји и зеленчуци, тој е еден од неколкуте кои има низок процент на шеќери. Најпрво исечкајте го ДМ биоорганското млечно чоколадо на мали парчиња и префрлете го во сад. Растопете го чоколадото во микробранова печка околу 1 минута на ниска температура. Она што го прави овој десерт комплетно невообичаен е користењето на авокадо како замена за јајца и млеко во стандардниот рецепт на чоколаден мус. Во блендер додајте ги зрелите и излупени авокадо. Најдобриот начин да излупите авокадо е да го пресечете на половина, да ја извадите семката и со помош на лажица да го извадите внатрешниот дел од кората. Во блендерот додајте го агаве сирупот. Агаве сирупот е одлична и здрава алтернатива на белиот шеќер. Може да го користите во разни десерти или пак како засладувач на вашето кафе или чај. Додајте го и какаото. Екстрактот од ванила и прстофат сол. Додајте го и претходно растопеното млечно органско чоколадо. Изблендирајте ги сите состојки додека не добиете хомогена смеса. Со помош на шпатула префрлете ја смесата за чоколадниот мус во кесичка за шлак и префрлете ја смесата во садови за послужување. Вака подготвениот десерт потребно е да отстои во ладилник околу 3 часа за да се стегне и да ја добие текстурата на мус. Пред послужување декорирайте со ДМ биоорганските сендвич колачиња, свежи малини и гранче нане. Се надевам дека ќе го испробате овој рецепт и ќе ми испратите фотографија од крајниот резултат. За многу повеќе видеа во иднина не заборавајте да ставите subscribe на мојот YouTube канал и да ги заследите моите профили на социјалните медиуми Facebook и Instagram. Се гледаме наскоро, а вие до тогаш имајте забавно готвење.